За актуелната политичка ситуација, гостин во студиото е политичкиот аналитичар Александар Даштевски. Господин Даштевски, благодарам што одвоивте дел од вашето време. Сите очи се денеска свртени кон Мала Речица. Имавме пред малку прилика во живо да погледнеме изјавата на Бујар Османи, портпаролот на партијата. Очигледно денеска нема да има никаков став од партијата. Какви се вашите очекувања? Кога ќе го има и каков ќе биде тој? Па моите очекувања се дека ставот ќе го има во недела, бидејќи тоа е последен ден кога треба да се одлучи со оглед дека 29 се паѓа во недела. Во понеделник очекувам дека ќе биде објавена новата влада помеѓу победниците на овие избори на 11 декември. Тоа се ВМРО ДПМН од македонскиот блок и од албанскиот кампус. Очекувате дуи да обстане на овој принцип, тие го воведоа, по нивно барање беше воведен со така наречениот мајски договор, но очигледно во партијата има структури и некои медиуми притискаат да дуи да отстапи од овој принцип кој самите го воспоставија. Па јас мислам дека нема да отстапи, бидејќи во политиката како и во животот многу е битно она што ќе се вети да се почитува, бидејќи знаеме што се случуваше тие 2 години од 2006 до 2008. Дури имаше и немири, ако се сеќавате, кои ги организираше дуи, демонстрации, влегување во собрание, која беше еден удрен, еден ваш колега, новинар, како беше името од таа еден тогаш на телевизија, и дојде до тој мајски договор по барање на дуи. И сега дуи треба да си опогази своето барање, само поради некои работи кои се нелогични, затоа што дуи до сега функционираше 10 години. Беше што беше, не успеа тие вештачки инсценирани сценарија и сега треба да се вратиме во нормала, во интерес на граѓаните на Република Македонија. Затоа што ВМРО ДПМН и ДУИ има 10 години една многу добра коалиција, имаше 2 години ВМРО и со ДПА, тоа го кажа Али Ахмети дека не е задоволен, може би еве и така и требало, бидејќи 8 години функционира таа коалиција која со најголемите партии. Така што опасно е тоа за понатамошниот тек на политиката, бидејќи доколку, например, знаеме дека ситуацијата е многу замрсена и доколку дојде до нови избори, тогаш пак ВМРО ДПМН ќе нема потреба да кажа Груевски во интервјуто дека нема да има обврска најголемата албанска партија и може да се создадат сериозни проблеми за посебно за дуи, бидејќи знаеме дека се уште и покрај сите како ги вика инженеринзи што беа направени пред изборите, бидејќи сите тврдат барем и аналитичари, и политичари, и експерти дека најголем губитник на изборите е ДУИ и тоа по заслуга на СДСМ, бидејќи тие гласови отидаа на тоа конто. 60 до 70.000 колку се зборува, дека се отидени, еве нека се 50.000, меѓутоа тоа се 7-8 претеници кои редовно ги взимаше ДУИ до сега на сите избори што беа одржувани во последните 16 години, или од 2002 постои како партија, така што не би требало да ризикува сега да ги изгуби нив, а сметам дека оваа состојба најмногу се рефлектира врз овие старите сценаристи кои полека го губат тлото под нозете. Бидејќи во меѓувреме се случи Брекзит, за малку победи таму, значи за малку 2% колку беше разликата помеѓу приврзаниците на излегување и неизлегување дел, за малку Трамп победи во Америка, викаа дека нели во гласови изгубил, меѓутоа во електорати победил и сега очигледно се прави една нова геополитичка, односно геостратешка состојба во која треба сите да го најдат своето место. Значи овие притисоци кои ги има ДУИ сега од страна, за кои нели јас денеска изстави статус, бидејќи тоа не е тајна. И рече нели претседателот на ВМРО ДПМН господин Никола Груевски дека има информација од други извори, не од ДУИ, меѓутоа не е тешко толку да се погоди дека имаат притисоци од страна да не формираат влада со ВМРО ДПМН. Тоа се тие, како да кажам, бидејќи ја слушнавме и премиерката на Велика Британија Тереза Меј, рече дека веќе САД, а претходно тоа го рече и Доналд Трамп, САД и Велика Британија нема да се мешаат во внатрешните работи на други држави, со тоа на некој начин потврдува дека до сега се мешале и сега фактички бидејќи тоа го рече таа, излегува дека се прават нови услови во кои ќе треба да се вклопат државите. Значи гледаме дека иницијативата против Сорос е во цела Источна Европа. Тој е присутен во земјите на Источна Европа, во екс-југословенските земји и во САД. Во САД има преку 100 невладини организации. Гледаме дека се до сега е наместено и све се притисоци од страна на Сорос и
групацијата Отворено општество која тоа финансира. Значи, дознаваме овие денови, јас имав една подолга колумна, можев да напишам 26 страни, бидејќи истражував долго, меѓутоа напишав 6 страни. Значи, кој се стои позади Сорос? Значи, зад Сорос стои и меѓународната кризна група, а знаеме која креираше кризата 2001 година. Уште Едгар Жозеф фали да дојде и автоматски ја имаме кризата од 2001, бидејќи тогаш беше Берушевски и Денецки. Известно е дека доколку Дуи одбере да оди по некој друг кажам, пат. овие притисоци се главно од структури блиски до Сорос и тие структури толку ги офатија некои партии што на пример сега СДСМ делува како филијала на Сорос, а не како партија. И таму мора да се сменат многу работи, затоа што таму мора да има свој став, мора да води сопствена политика, а не да очекува средства, да очекува кадри од Сорос, бидејќи ниедна граѓанска организација, односно невладина организација, не би требало да зазема страна. Тоа е апсурд да се зазема страна во политика. И гледаме сега луѓе членови на шарената револуција во парламент. Тоа е неприфатливо, недозволиво апсолутно и никаде не се случува. Гледаме што се случува сега со демонстрантите во САД, кои исто така се организирани преку невладини организации на Сорос. И не само тоа, имавте вие прилог дека Transparency International е директно контролирана од Сорос, тоа ја претходно го открив, исто го пишувам уште пред околу месец дена во колумна. Значи, а после тие Transparency International ги праќаат извештаите овде и нивната филијала во Македонија ја критикува државата дека постои корупција, дека постои нема слобода на медиуми и така натаму. И истото тоа се случува и со Freedom House и со Amnesty International, кои се дали 100% или делумно контролирани од Сорос. Така што тие ги контролираат, луѓето не се информирани дека се тоа, тие мислат дека се тие некои меѓународни организации, не сваќаат дека се тоа NGO-а специјално создадени за да ги контролираат состојбите во тие држави каде што имаат влијание тие фондации. Така што ова што се случува, значи е обид да се стави зла крв помеѓу меѓуетничките односи, што е пред се прво многу опасно. И цело време одат со тврдење дека постои омраза во ВМРО ДПМН кон албанците, што не е точно. Како ќе постои омраза ако 10 години коалицираат и добиваат се што ќе побараат, ако има некои работи што не ги добиле, ќе ги добијат во наредниот период. Сега се отвара таква ситуација да тие може да добијат многу повеќе од колку што претходно добивале, затоа што нели помалку има пратеници владеачката партија. Така што сметам дека непотребно тоа е налевање на масло во огинот, затоа што може да се случи навистина нешто лошо од таквите разговори. Баш вчера гледав една емисија на Алса Тем, не можев да поверувам што све зборува овој Сарачини, кој е нели припадник на Цивил, кој е директно под Сорос. Нели дознавме дека за неколку години има инкасирано 500.000 евра, барем така пишуваше во одредени медиуми. Така што тој тврди дека постоела омраза, па дава некои примери уште од времето на претходното, кога не бил премиер, односно председател на партијата Никола Груевски, дека уште тогаш постоела, што апсолутно не е точно. Напротив, според мене таа доверба се гради и се надоградува и дури сега постигна едно високо ниво и треба да ги заборавиме оние работи што беа наменски направени поради изборната кампања. Значи, ќе се прави она, ќе се прави, помина тоа, сега треба да ни престои еден период на реформи, на економски реформи, на одење напред на државата, спроведување на овие предлози на прибе и така натаму. Значи, тоа се работи кои што не трпат одлагање, а ние поради ваквата состојба сега, што поради ваквото потикнување на работите, дека постои национализам, дека не знам што, дека ВМРО ДПМН ги мрзи албанците и така натаму, што апсолутно не се точни. Јас гостував во некои емисии на албански јазик, во една емисија на ТВ Нова баш гостував, и гледав да најдам некои помирувачки тонови, затоа што, например, сега се тврди дека ни рамковниот договор не е спроведен, иако знаеме дека 90%, па може би и повеќе од рамковниот, е спроведен. Тоа што не е спроведено, сум да се спроведе. Доколку има некои работи, простор во законот за јазици, каде што ќе се остави простор, бидејќи имаме некои банални примери кои се изводливи. Да кажеме, имаме оној пример Геровски што го рече дека ако во Струмица полицаец запре некое возило на албанец, треба да му ги прочита правата на албански, односно да му даде
да му даде ливче на кое се напишани тие, за да разбере тој зошто го казва. И тоа е прифатливо, затоа што тоа не е нешто што го нема некаде или што не може да се изведе. Меѓутоа, тоа е далеко од она што се зборуваше и ветуваше во кампањата на СДСМ, меѓутоа само во Западна Македонија. Тоа е, и сега треба да се малку да размислиме за тоа што се зборуваше тогаш, дека тоа наменски е направено, дека тие работи што ги ветуваше Заев, ниту може да ги оствари, ниту се тие остварливи само од еден човек или од една партија. Затоа мора да има национален консенсус. Значи, нели, за промена на уставот треба да има најмалку 2/3. За 2/3 треба и ВМРО да се согласи и СДСМ да се согласи. Не може ни само со ВМРО, ни само со СДСМ. Така што тие работи не треба ни да се ветуваат, меѓутоа помина тоа време, ги вети, не ги оствари, некои викаат сега, некои зборуваат, еве и на емисии го гледаме тоа, посебно албанци кога учествуваат, дека албанските граѓани учествувале, не гласале за СДСМ не поради тоа што им ветил Заев во смисла на меѓуетнички односи, туку поради некои комунални проблеми кои со години им се остварувале. Ако е така, тогаш нека им се остварат. Еве, нели немало канализација во Рачиново, треба да има. Тоа е огромно село, поголемо од некои македонски градови. Или, не знам, немало чистење на вода од Шар планина што се слева во Тетово, па поради тоа дошто до поплава, знаеме дека се презема определени мерки уште кога беше премиер Никола Груевски и потоа се презима и други комунални проблеми за да можат подобро да живеат, да имаат подобар животен стандард, а тоа е како што знаеме сега и дел од овие преговори за владата. Да се контролираат тие средства што се наменети за Западна Македонија, да отидат тоа беше едно од барањата во платформата. Едно од барањата и мислам дека тука никој не е против. Рече Никола Груевски, вика немам ништо против. Не никој против, но треба да се види како би се мерело. Да, како би се направило тоа, меѓутоа веројатно за тоа ќе се бара некое место, дали подпредседател на влада или некое место кој ќе може да има увид во тој фонд, дали оди таму или не. Меѓутоа јас мислам дека е во заеднички интерес да се развиваат тие краишта подеднакво како и другите. Затоа што знаеме пак дека не е сјајна ситуацијата и во Источна Македонија, така што подеднакво да се развива цела Македонија, тоа е најдобро за сите граѓани што живеат во неја. И јас, например, не сум имал лично никакви проблеми со затоа зборам лично, бидејќи меѓу граѓаните е сосема друга состојбата. Еве сега гледам вие што го дадовте овој прилог, сите викаат нека се формира, значи на теренот е нешто сосема друго. Вака луѓето кога гледаат телевизија може ќе се исплашат дека кој знае што се случува, а всушност тоа се заднината на тоа се политички игри, последни обеди за спроведување на тоа сценарио што беше предвидено, меѓутоа многу работи не се оствари. Ние ги рековме некои како Брекзит, Трамп и другите, меѓутоа не се оствари ни сценариото да победи опозицијата во Македонија. Таа не победи реално, така што сега треба да биде конструктивна. Дека имавме 2 години криза, знаеме како беше создадена, таа беше во други интереси, сме ги зборувале повеќе пати, значи нели земавме кредит од Кина за автопатот кон Демиркапија Смоквица, требаше тука да помине таа трансферзала преку која Кина, бидејќи го купи пристаништето Пиреке, ја снабдева Европа со стоки и други производи, понатаму Јужен тек, Турски тек и така натаму. Сега се прават, гледаме, нови планови, геостратешки, каде што можеби тоа нема воопшто да биде важно. Дали ќе поминува тука автопатот или гасоводот, така што треба сите да се вклопат и добро беше ова. Споменавте геостратегија, да, кога сме кај неја, како ги оценувате овие написи во албанските медиуми, наведуваат тие 10 причини зошто албанците треба да коалицираат со ВМРО-ДПМН, како причина наведуваат, реков, 10 причини, но генерално се сведуваат на геополитика, односно тие тврдат дека Заев е близок до Сорос, а Сорос е противник на Трамп, а Груевски и ВМРО-ДПМН е блиска со администрацијата, со партијата на Трамп, и дека за тоа дуи и албанците не треба да одберат погрешна страна, односно СДСМ. Апсолутно сметам дека се точи, затоа што гледате како се справуваат, тие мислеа дека еве ги подели фондовите претходно 9,5 милиони нели поделија за Македонија за што ќе се користат од американските даночни обврзници USAID, меѓутоа не знам дали тоа ќе обстане. Кој ќе ги дели Сорос? Значи, толку провидна шема направиле пред изборите во Америка, ќе видиме дали тоа ќе се оствари. Значи, тоа гледаме што се случува во Америка. Какви затварања, какви
тепања по улици, што кај нас не се обратно беше. Полицајците беа тепани, а не демонстрантите. Сега веќе тоа ќе го нема, затоа што веќе овој човек е на власт, ги смени, направи собствен кабинет, го смени директорот на ЦИА, сега става државен секретар и така натаму, значи кога ќе ја оформи целата администрација, ќе видиме дали тие структури што има подршка од претходната администрација ќе се понашаат така како што се понаша претходно. Затоа што знаеме дека главните протести против Трамп беа веднаш после победата. И тие сега ќе зборуваат дека ќе направат се да обстане тоа, да повторно протестираат, да го срушат од власт и така натаму. Меѓутоа не им цветаат рози како што гледаме. Навистина ние како авангарда бевме со тој прогласот на ВМРО ДПМН кој го кажа председателот на ВМРО ДПМН господин Никола Груевски. Меѓутоа гледаме дека полека и Унгарија, и Словачка, и Чешка, и Полска, Србија, Хрватска, претходно Русија донесе, сега го бараат како злосторник Џорџ Сорос, бидејќи сметаат дека меѓу другото тој е виновен за повеќе стотици илјади животи на руски граѓани во Русија и во Украина, додека бил присутен таму и дека е виновен за уништување, целосно уништување на руската економија, посебно на воената индустрија во 90-тите години, кога имал големо влијание за време на Јелцин. Така што сметам дека тоа се ќе се струши како кула од карти. Веќе знаете, сите јавноста е запознаена, дека, да речеме, веќе Џорџ Сорос после поразот на Хилари на изборите на берза изгуби $1.000.000. Тоа е огромна сума и мислам дека нема веќе толку да победува, затоа што не му се тие луѓе што му се потребни за да може да игра на берза како што сака тој, а од друга страна знаеме дека најголем дел од парите кои ги употребува за овие цели да врши влијание, посебно во земјите на Југоисточна Европа, пошто тој е задолжен за земјите на Југоисточна Европа и за САД, нема да може да ги употребува оние црни пари кои ги употребуваше од офшор компаниите, кои беа добивани од нелегална трговија со оружје. Значи, мора малку и овие што се во Сорос да се запрашаат како функционира таа организација и што значи тоа отворено општество. Ако тоа значи некој апсолутизам, тоталитаризам, тогаш треба да се запрашаме дали тие не одат кон создавање на режим во ваква демократска држава во која денеска се е дозволено. Треба да се запраша дали е тоа добро што се прави или лошо, бидејќи тие прават една своја субкултура. Тоа значи дека прават една своја организација, односно инфраструктура, во која тие разговараат, се дружат, одат на определени места и мислат дека тие се најумните суштества, а треба да се запраша дали е баш така. Дали можеби тие треба да се вклучат во институциите на системот, дали треба да се вклучат во реалниот граѓански сектор, а не само да добиваат инструкции од Институтот Отворено општество што да прават, бидејќи Институтот Отворено општество исклучива надлежност му е да ги дели парите. Секој има право на свое мислење, но нема тој кој влада одлучува народот на избори. Да кажам. Значи тој нема други надлежности. Тој прави проекти, понуди за конкурирање на проекти и одлучува на кого ќе ги дели пари. Тоа е. Значи нема он нешто да работи друго. И токму поради тоа он си дозволува, бидејќи ги финансира тие луѓе, ги плаќа, си дозволува кога ќе му се потребно тоа за политички цели, да им се обрати, да им се јави и да им каже вие ќе излезете сега на протест. Така што тоа се работи кои се премногу видливи, кои веќе стана реално за цел свет. Така што веќе тоа мислам дека нема да функционира. И затоа е добро сега да се заземе добра страна, бидејќи ние во меѓувреме сметам дека изградивме добри меѓунационални односи, односно меѓуетнички односи, затоа што имаше неколку инциденти, но главно ситуацијата беше добра од 2001 година наваму. Ние ги имаме, не знам, Смилковско езеро, Куманово, не знам, Куманово дали можеме да го кажеме како меѓуетнички судир, бидејќи се работи за странски државјани, а веќе нели видовме дека ние всушност имаме добри односи со Косово. И за тоа и ни се љути Република Србија, затоа што ние во секој поглед го поддржуваме Косово, иако не е признаено на меѓународно ниво. Но тоа го правиме само поради тоа што сакаме да имаме добри односи со нашите сограѓани во Македонија од албанско етничко потекло, бидејќи тоа се нивни, како да кажам,
од иста етничка заедница се граѓаните од Косово и поради тоа што сакаме да не ги нарушиме тие односи, ние затоа ги поддржавме сите работи, па и прием на Косово во УНЕСКО, иако главната причина против на последната седница беше тоа што имаат срушено, не знам, 30-40 цркви во Косово. Така што сметам дека треба да се надминат овие проблеми и треба да се формира влада во понеделник во интерес на Македонија и тоа токму така како што го каже Јоханес Хан, значи да се формира влада која подоцна ќе биде поддржана и од коалицијата во интерес на спроведување реформите за ЕУ и НАТО интеграцијата. Господин Даштевски, директен повод за вашето гостување, споменавте вие вашиот Facebook статус, предизвика големо внимание во јавноста, беше пренесуван и на интернет порталите. Во него велите дека од ВМРО и од ДУИ ќе зависи дали Македонија ќе биде суверена држава, каде народот ги носи одлуките за тоа кој ќе биде власт, премиер или министер, или ќе остане протекторат. Велите, ако сега ВМРО попушти со приказната дека поради сејо можел некој да не е во владата, во иднина народот ќе гласа, а чадорот ќе бира премиери и министри во Македонија. Се погласни се ставовите во ДУИ од одредени поединци, дека во владата не треба да има членови кои се под истрага на специјалното јавно обвинителство и покрај тоа што треба да владе принципот на презумпција на невиност. Мислите ли дека е оправдано ова барање или е изнудено? Овака ние на некој начин го објаснивме, тоа меѓутоа да го дообјасниме, да речеме зборот чадот прво го спомна Верушевски во комуникација со Заев, или со кого беше го спомна чадорот и постојано го викаат чадорот, не кажуваат кои странски држави се вплетени во тоа, а знаеме дека оваа вештачка криза се створи затоа што беше силна владата на ВМРО, ДПМН и ДУИ и поради тоа требаше да се растори таа сила, затоа што на таа Европа и на таа САД која беше и требаше слаба влада, марионетска влада, која ќе го прави тоа што го сакаат тие. А главните поенти што се? Промена на името поради влез во НАТО и ЕУ, ама со промена на име. Значи промена на понатаму блокирање на турскиот тек, што на пример би можело да ни нанесе штета, затоа што гасоводот знаеме дека е нешто што може само да донесе огромен бенефит. Ја не верувам дека сите странски инвестиции, сега не сум толку по економија да не испадне, меѓутоа верувам дека сите странски инвестиции не може да ни донесат толку пари колку што можеме да заштедиме доколку се гасифицира Република Македонија, а знаеме дека има проект за целата држава. Така што сметам дека овие работи се многу важни, меѓутоа сега веќе гледаме изјавите што ги реков. Дека нема веќе тие земји да се мешаат во внатрешните работи. Она што сега се случува во моментот, имаме одредени мешања од одредени дипломати, така наречени јастреби, кои сега се оставени сами на себе. Значи, тие сами на своја рака презимаат одредени активности, вршат притисок во одредени структури на сите партии, а посебно во ДУИ, бидејќи од нив зависи дали ќе се формира или не, дали ќе биде широка или ваква таква коалиција. Тоа се дел од тие структури, се некои се од порано вклучени во самиот процес во ова сценарио вештачко, а некои се од лево ориентираните структури, меѓутоа се уште на високи во позиции во, да кажеме, во ЕУ или во нивните држави. Така што или се европатеници, или се во председателството на, се да не именуваме, нели, на Европска унија и така натаму. Така што сметам дека тие сакаат до крај да го спроведат сценариото кое го планираа, меѓутоа сметам дека нема да им успее, а и да им успее, тоа не е добро за Македонија, не е добро ни за нив, затоа што, како што рековме, се менуваат работите. И тие треба да се адаптираат на ова ново настаната ситуација, а не да спроведуваат нешто што веќе е минато. Господине Даштевски, ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата уште еднаш.